13 ноември е денот на македонската престолнина. Има многу роден ден и Скопје, но ова е денот во кој се одбележува ослободувањето и како што сакаат да кажат оние кои што ги преживеале тие бурни времења 44-та, конечно македонците се почувствувале како македонци, конечно скопјани се чувствувале како скопјани и градот почнал да расте и да се развива. Скопје да, се расте и се развива, меѓутоа во кој правец? Ова утро зборуваме со деканот на Градежен факултет Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Горан Марковски. Добро утро, добре дојдовте. Добро утро, нека ни е среќен празникот. Нека ни е среќен празникот. За многу години за Скопје, колку Горан Марковски го сака Скопје? Па секако дека го сака. Горан Марковски е роден во Скопје, до сегашниот цел живот го поминал во Скопје, дури и се откажал од некои други можности да живее и во некои можеби на изглед подобри средини во одредени фази од мојот живот, меѓутоа сепак преовладало чувството кон својот град и кон својата држава и кон својата средина, така што секако дека Скопје дел од мене. Предпоставувам и јас сум една честица, не пием во делот во Скопје. Од поквалитетните честички во секој случај, да, во секој случај. За сите нас кои што сме родени тука и го сакаме, особено Скопје, централното градско подрачје, кој што не врзува за многу спомени. Местото каде што беше символ за најкултните настани, постојано беше раздвижено, најголемите, најмодерните случувања беа токму во централното градско подрачје. Многу често слушам професоре, особено секојдневно од граѓани кои што поминуваат и велат што се случи со центарот на градот, потона во едно модерно сивило. Да, не знам и дали е модерно, сивило, во наводници дека е сивило, дека имаме, за жал, што е многу чудно за еден главен град, за престолнина на држава, да во себе содржи толку недоизградени објекти. Или кои што се градат многу долго време. Односно, веќе, како да ви кажам, дори сме заборавиле кога започнале да се градат, а за жал го наградуваат најмногу центарот на градот, но и сите други делови на градот. За мене е несватливо да, например, култната кафеа на Кермес во градскиот парк, при тоа сакам да напоменам дека градскиот парк е можеби едно од најубавите места во Скопје, е една од највредните локации, стои со децени почнат некој бетон со арматурни прачки кои стрчат во воздухот и без никаква шанса и без никаква идеја тоа да се среди на некаков начин. Да не зборувам за објектите на самиот плоштад, да не зборувам за фасадата на ЕВН или ЕСМ кој да е во таа висококатница сместен, која е започната и оставена до некаде, да не зборувам за универзалната сала која има тенденција да се одолжи незината реконструкција и реновирање до недоглед. За двата моста кои што се направени неповрзани со сообраќајници, за ред други работи, да не должам многу, мислам дека Скопје заслужува повеќе од ваков третман. Професоре, сегашноста не може да не се поврзе со минатото, за да се создаде база за иднината. И тука на Скопјани, оние што го сакаат Скопје, само им извира прашањето што се случи со животното дело на Кензо Танге, еден од најубавите и најквалитетните проекти на тој култен јапонски архитект. Само да потенцираме дека тој е еден од најпознатите во историјата на архитектурата, дека е особено значаен во 20 век како сериозен почитувач на традицијата и воедно модернист кој градеше на 5 континенти. Зошто Скопје не успеа да го реализира неговиот проект по земјотресот? Да, за жал, токму така, Скопје имаше историска шанса, која што мислам дека веќе е готово пропуштена и дека не може да се возобнови секако. Само да замислиме, дури тешко и да се замисли, дека после земјотресот од 63-та година под закрила на Обединетите нации биле ангажирани најголемите светски имиња во областа на урбанизмот и градежништвото за возобновување на Скопје. Тоа денес не можеме да го замислиме за било кој град. Можеби најсвеж пример ни е земјотресот во Турција од минатата година. Видовме какви се разрушувања има таму. Отида екипи од целиот свет за спасување на оние што беа затрупани и приказната заврши тука. Од аспект на меѓународната заедница. Сега да направиме споредба дека
во Скопје, покрај ова што е направено таму, приказната продолжила со план за развој на овој наш град. За жал, напуштен е проектот на Кензо Танге. Јас мислам дека под притисок на две работи, под притисок на парите со тепувачка и под притисок на незнаење. Мислам дека тие второто е работи пари ќе се најдат, знаење не се наоѓа. Под притисок на некакви интереси, кои спомнав за парите, меѓутоа она се согласувам дека второто, знаењето е она главната карика која што практично тука изостана и ние отидовме во еден правец, како што вие во најавата рековте, од кој што нема враќање. Многу тешко е да нешто што е веќе изградено да го разурнете или да го промените. Практично невозможно. И мислам дека тука Скопје изгуби многу, Скопје се претвори во едно урбано дивило и сите губиме од тоа. Сите, и оние кои што дури заработуваат од тоа, живеат во ваква средина. Така што мислам дека Кензо Танге е веќе пропуштена, заборавена шанса која Скопје имаше. Или да го држите во изворното култно руво кое што го има некои населби кои што многу емотивно скопјани гледаат на нив секојдневно, шетаат низ улиците и велат ова тука имаше тоа, тука имаше ова. Сега се променети нештата, го немаат веќе оној изглед кој што го имаше тука. Ќе ги споменам, тие се белек на многу генерации, тие се периоди од историјата на македонската престолнина, како и Дадија, како Дебармало, како Маџермало и така натаму. Секако. Особено за Дебармало, особено за срцето на Да, носталгијата е страшна работа. Мислам, страшно позитивна работа, бидејќи не враќа обично во младоста, сите сме вака чувствителни према тој период од животот. Секако дека не може да останат тие населби онакви какви што биле, меѓутоа некакво јадро осмислено, визионерски осмислено. Старата Скопска чаршија е богатство на Скопје. Може да биде богатство на Скопје. Меѓутоа, долг период оставена сама на себе и сега многу е тешко, каков и труд да вложите, многу е тешко да направите во она руво кое ќе биде привлечно за не само за нас, туку и за сите оние кои го посетуваат Скопје. Сите ние кога одиме надвор, некаде во некој град бараме каде е стариот дел од градот, нели? Таму се чувствуваме побаво. Во контекст на тоа и ве прашувам како успеваат тие да ги одржат со визија. Со визија, нели може тоа да се направи во Дебармало? Нели може едноставно да нема нови градби таму? Да се задржи. Веќе се изградено. Нема веќе готово. Јас како што кажав, има дел од уличките кои што се уште така се останати, но повторно ќе погледнам лево и десно, тоа се фасади кои што не се одржуваат, кои што не го задржуваат кои што паѓаат. Таа носталгија, тоа време кое што не само за нас е убаво за да го гледаме, да уживаме во тоа и да не враќа во едно време, туку и за туристите, вие ги споменавте, нели? Ние кога одиме во други градови, го бараме јадрото на градот. Го бараме јадро и се воодушевуваме на тоа. Зошто да го немаме ние тоа? Зошто не знам, затоа што треба визија, треба некој што стои на местото кое што е подразбира дека треба да го развива градот и да носи идеи со себе и да делува во тој правец, очигледно Скопје го нема. И ние заглавивме во едно, како да ви кажам, ние пред 80 години сме се ослободили од окупаторот, меѓутоа сега Скопје е окупирано од што? Од урбанистички дивоградби, да кажам така, од ПМ честици, од недовршени објекти. Сега се окупиравме самите себе. Знаете како? Многу е изгледа дека е полесно да се ослободиш од туѓи окупатор отколку од самите себе да се ослободиме. И влеговме во еден циклус, во некој правец кој што лично мислам дека Скопје не го заслужува. Но не треба да бидеме песимисти целосно. Секогаш може да биде подобро и затоа треба да се направи стратегија каде Скопје да се развива. Неколку проблеми има Скопје кои што мора да се земат предвид и мора да се работи на нив. Тоа е загадувањето, проблем број 1. Ме радува што вчера слушам дека веќе се размислува на некакви мерки, затоа што тоа не може преку ноќ да се реши, меѓутоа може да се комбинираат мерки кои имаат краткорочен резултат и подолготрајни мерки, подолгорочен резултат. Треба да се реши градскиот сообраќај, значи градскиот превоз исто така, затоа што тој ќе помогне и во областа на загадување.
треба да се барем да се стопира урбаниот хаос кој што настанува под притисок на одредени финансиски интереси и секако проблемот со сметот, односно со ѓубрето. Мислам, недозволиво е да се живее во вакво обкружување. Само малку да отидеме подалеку, се враќаме разочарани кога ќе направиме компарација помеѓу нашите улици, нашата состојба и она што е блиску околу нас. Добро, неколку пати споменавте урбано дивење. Дали организацијата на Скопје и на регулативата пред се по напуштањето на старата држава во која што цврсто важеа и се почитуваа законите, во која што немаше лево или десно или таму каде што сакаш затоа што имаш некој пријател, роднина или слично, можеш да правиш што сакаш. Дали е тоа моментот кој што беше круцијален за ова што му се случува денес по овие 30 и неколку години самостојување на државата, она што му се случува на Скопје? Да. Според моите скромни анализи, вака што и од професионална гледна точка, и од човечка, и од точка на жител на Скопје, ги анализирам, ги правам. Сметам дека неподготвени не само Скопје, ние како држава влеговме неподготвени во осамостојувањето, во еден нов систем, значи не во формирање на, значи долговековниот сон се оствари, ама нашиот систем ние долго време го оставивме без одбранбени механизми. Само требаше да се продолжи. Само требаше. Тешко да се продолжи од социјализам во капитализам кога ќе се вратите назад, а да продолжите со истите мерки. Се покажа дека не може така. Меѓутоа, ние продолживме, а не менувајќи го системот. Затоа што кога се градеше во социјализмот, немаше приватен интерес и тогаш знаењето излегуваше на површина. Не дека денешните урбанисти или градители не знаат, меѓутоа други се барањата од нив. Зарем не можеше Треска да биде еден убав уметнички парк на Скопје? Кој ќе го обслужува три населби: Тафталиџе, Буњаковец и Капиштец. Ама никој тоа не го спомна и сега почнува Треска да станува главно јадро на стамбени кули, згради, што и да е. Така што Треска. Визионерството е број 1. Напуштени се концептите за, го споменавте, градскиот парк, за водно, за езерото Треска. Тоа се микроорганизмите врз кои што почиваше градот Скопје, живееше со помош на сите тие моменти. Дали еден од моментите на она што сега ни се случува е резултат на тоа практично. Тоа се местата кои што не дозволуваа загадување во Скопје, го споменавте неколку и прочистуваат. Да, и не дозволуваа нечист воздух. И сега една од визиите што ја имам чуено од мој школски другар кој работи и живее во Холандија, архитект и урбанист, е зелениот појас кој што треба да се формира околу Скопје. А за тоа постојат идеални услови. Почнувајќи од Матка, која е наше богатство, езеро Треска, што не смееше да се претвори во урбани парцели, преку Ѓорче, преку Повардар, паркот во Карпов 4, што е нешто започнато, ама се уште не му се гледа формата, преку градскиот парк, Газибаба и падините на Водно. Практично добиваме еден зелен обрач околу Скопје, прстен, кој што не само што нема да загадува, туку и ќе придонесува да и загадениот воздух се прочистува колку толку. Тоа се тие, како да ви кажем, да се продолжи жичницата долу, до подножието на Водно, да се забрани во текот на викендот сообраќај нагоре по Водно. Тоа се мерки, секоја помалку ќе придонесе за подобро живење во градот. Нема град на светот кој што среде градот има таков парк, река и планина. Не постои друг град на светот, барем не можев јас да го пронајдам. Еве неколку години барам таков град, не можам да го најдам, разговарам со луѓе. Професор Горан Марковски, декан на Гражден факултет, зборувавме за Скопје, за историјата, за развојот, за сегашноста, за иднината. Благодариме. Остануваме на иста линија, нели тука сте добре дојден да зборуваме за квалитетни теми. Задоволството има е големо кога сум со вас. Благодарам ви.